Почитувани добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Сашо Петрушевски. Директоре, добро вечер и благодарам што прифативте да гостувате во нашата емисија. Добро вечер и од мене до гледачите на ваша и наша телевизија ТВ+. Со задоволство секојаш сум гостин во вашата телевизија. Да. Директоре, главна тема во градот изминатава недела беше кривичната пријава која што ја доби одговорниот благајник во вашето предпријатие за проневера на пари. Во изјавата за медиумите вие објаснивте дека всушност вие сте били иницијатор на постапката, дека имало сомнеш и вие сте ја покренале постапката. Така. Веќе еднаш дадена изјава ќе ја рекомпонирам и ќе ви за гледачите и за граѓаните бидејќи е од значаен интерес. При крај на јули, значи, од наша страна, од страна на одредени работници и раководителот на сектор, беше до мене стигната усмена пријава каде што се сомневаше во една таква работа, бидејќи сомнежот уште не е потврден судски, меѓутоа направивме комисии, значи според закон за јавни службеници, ние мора да работиме според тие закони, бидејќи сега сме јавни службеници. Јас како директор на јавно предпријатие формирав две комисии, една за утврдување на материјална штета, една за утврдување на дисциплинска постапка. Во тој период се обративме до основно јавно обвинителство во Куманово. Имавме разговор со заменик главен јавен обвинител, бидејќи беше време на одмори. Главен јавен обвинител не беше на работа, го заменуваше заменик главен јавен обвинител. Добивме инструкции од заменик главен јавен обвинител како да се однесуваме и како да ја тераме постапката. Сите оние инструкции ги извршивме во склад со сите законски прописи, со тоа што после писмено се обративме до главно јавно обвинителство. Во меѓувреме по пријава дојде финансова полиција за тој случај. Беа на разговор кај главно јавно обвинителство и го презедува случајот да го водат. Значи, имавме месец и пол два соработка со нив, им ги предочивме сите аргументи, се она што од наша страна и од комисија во јавно предпријатие беше сработено. Продукт на целокупното ова наше работење е тоа што пред неколку дена веќе излезе и во јавност. Основано е обвината службеничка во јавно предпријатие за проневера од 1.100.000, со тоа што 300.000 веќе се вратени и понатаму останува органите кои се задолжени за тоа да го туркаат процесот, односно јавно обвинителство заедно и со обвинителот или судскиот процес како ќе се одвива, тоа веќе не е наша работа. Ние алармиравме, известивме, соработувавме, ги презедавме сите законски чекори и сега е постапката во основно јавно обвинителство. На последната седница на Советот на општина Куманово беше донесена одлука вашето предпријатие да стопанисува со новиот пливачки базен. Градоначалникот образложи дека во моментов тоа е единственото решение, иако работата би требало да извршува ново предпријатие или пак водовод. Да, не би сакал да ја коментирам изјавата на градоначалник, бидејќи веќе е дадено објаснување околу насоките и околу можноста за стопанисување со тој многу важен и витален објект во Куманово, со тоа што јавно му е доделено на јавно предпријатие и ние веќе влеговме во процес на сите законски одлуки, значи ние мора да имаме одлука на управен одбор, мора да се пријавиме во централен регистар и сите оние понатамошни чекори за составување на капацитет на луѓе кои мора да бидат вработени во јавно предпријатие за да може да ја вршат таа услужна дејност, значи благајници, одржувачи на сите тие машини кои се присутни, како и лиценцирани луѓе кои ќе бидат спасувачи. Се она што е потребно за да функционира тој градски базен. Денеска имавме управен одбор, ги донесовме сите тие одлуки, ценовници и така натаму. На следната седница на Совет сето тоа ќе го дадеме на усвојување на Советот на општина Куманово и после тоа ќе ги туркаме сите понатамошни чекори околу активноста, околу одржување и околу сите оние работи кои се потребни за да тој градски базен и во еден сегмент за
развој на училишен спорт, односно на бидејќи програмата од сектор за спорт и култура од општина Куманово за сите оние училишта кои ќе доаѓаат на тој градски базен, како и за граѓаните на град Куманово, каде што ќе можат да се рекреират. Да, ќе можете ли да одговорите на оваа обврска со оглед на капацитетите на луѓето кои што ќе бидат потребни? Секако сето ова е многу пати разговарано, размислувано пред него што е донесена одлуката. Значи, јавно предпријатие како јавно предпријатие има вработени близу 300 луѓе. Значи, со годишен обрт околу 140 милиони денари, со тоа што и не кажав дека одлука на Совет е да сите оние трошкови кои се субвенционираат во однос на трошоците на градскиот базен изнесуваат милион денари месечно, со тоа што на годишно ниво би биле околу 12 милиони, што ќе биде некоја сума која може да биде релативно добра во однос на одржувањето и плаќање на сите оние трошоци. Значи, покривање на основните трошоци околу одржување на градскиот базен. И секако дека единствено можно решение во овој момент е да градскиот базен припадне на јавно предпријатие, со тоа што ние сме тука за да одговориме на тој чекор, да одговориме на таа задача и мислам дека имаме искуство, имаме стручни луѓе и се она што е во наша можност, мислам дека ќе дадеме се од себе да тој градски базен функционира безпрекорно. Да, вие покрај градскиот базен претходно стопанисувавте и се уште стопанисувате и со ресторанот во Пелинце, на градскиот кеј. Така. Како сте задоволни од работата и Јавно предпријатие примарна работа му е да изнесува смет и да ги одржува зеленоцветни јавно прометни површини. Меѓутоа, во тој сегмент се вклопивме максимално, значи проблем за угостителство во јавните предпријатија генерално се набавките. Затоа што знаете дека еден приватен угостител може да купува каде сака и што сака во однос на набавка на одредени репроматеријали. Ние од првиот до последниот, односно од најситното до најкрупното неопходно се она што му е потребно за работење на еден ресторан мора да одиме на тендер. Сето тоа го спроведовме, задоволен сум како одат работите, со тоа што и финансиски двата објекта, значи ресторан Пелинце и ресторан Парастас Сала, се на задоволително ниво, со тоа што единствено можам да кажам дека не сум задоволен од кеј, бидејќи сплет на околности, место каде што се наоѓа, сите оние работи кои можат во еден дел угостителски да дадат некој квалитет, не е на задоволително ниво, со тоа што ние планираме и размислуваме да го пренамениме. Значи, да направиме една игротека каде што тука има и простор и сите оние работи кои овозможуваат за таков вид на угостителска дејност и мислам дека ќе даде резултати. Значи, сите оние работи кои не се добри вод ќе ги менуваме, како би можело тоа се да биде пазарно исплатливо за јавно предпријатие Чистота и зелено. Генерално како сте задоволни од работата на предпријатието, финансиите? Јас веќе 5 години слушам дека после оваа работа јавно предпријатие ќе влезе во финансиска криза, дека после оваа работа јавно предпријатие ќе влезе во некоја друга криза. Сведоци сме дека од пред моето доаѓање во каква состојба беше јавно предпријатие Чистота и зеленило, минуси, блокади и разноразни непријатности и проблеми и сведоци сме сите дека имаше проблеми околу изнесување на смет, односно полни контейнери, па и така натаму. Не би сакал да се навреќам на тие работи, меѓутоа за јавно предпријатие овие 5 години прикажува добивка финансиска, редовно исплаќа плати, редовно исплаќа кон долгови кон комитентите. Значи, данокот со Управа за приходи, она што беше рак рана од 20 до 30 милиони долг кој беше активен е исплатен до крај. Значи, сите оние минуси кои беа на оптеретување на финансискиот буџет на јавно предпријатие се во една стабилна состојба, значи работиме тековно
и мислам дека јавно предпријатие Чистото и зеленило и со сите овие активности може да одговори и од дел на финансиска страна, која е многу важна, затоа што пред се и најбитно е да се обезбедуваат плати за вработените, а исто така и да може да се сервисираат долговите. Како тече наплатата? Кумановци редовно ни плаќаат сметки? Па, секако да, правиме отстапки, правиме договори на рати. Мислам дека сме задоволни од она што можеме да го направиме во дел на наплата, затоа што свесни сме дека и одредена групација на луѓе, социјални случаи и оние луѓе кои немаат доволно средства. Сметката не е многу голема, најмала е од сите комунални давачки, меѓутоа во интерес на граѓаните и во интерес на јавно предпријатие преземаме некои одложено плаќање, се договараме со луѓето и мислам дека тоа дава резултати и мислам дека и граѓаните се свесни дека ако сакаат почесто Куманово, средствата кои ќе ги оделуваат од својот семеен буџет, и тоа не се големи средства, морам уште еднаш да кажам, допринесуваат да може јавно предпријатие да функционира и се она да се враќа како бенефит кон граѓаните. Задоволен сум од наплата генерално. Мислам дека имаме наплата која може да одговори на сите наши заложби. Се надевам дека ќе продолжи таков тренд на наплата и мислам дека 85 кумулативно до 95% месечно наплаќаме, што е многу добар дел од работењето на јавно предпријатие. Секако. Дел од граѓаните имаат забелешки дека нередовно се изнесува сметот. Од приградските населби додаваат дека не се почитува распоредот деновите кога возилата поминуваат на нивните улици. Во што е проблемот? Видете, ние имаме разговаране со председатели на местни заедници од тие делови, со тоа што проблемот е некаде во средина, генерално. Дел од субјективните проблеми кои јавно предпријатие Чистото и зеленило ги имаше во минатиот период од пред 3 месеци, каде што и на советот го разговаравме тоа и го предочивме, беше една несреќна околност, можам да кажам, што во еден многу краток кус период имавме 5-6 големи дефекти. Значи, и со се она што имаме како расположива снага за, односно средства за изнесување на смет, ги ставивме во употреба, го пребродивме тој кризен период со тоа што со наша заложба, со заеднички труд на сите вработени во јавно предпријатие, ги кренавме на нозе камионите, пак се во употреба сите камиони, со тоа што тој период им предочивме на граѓаните дека не сме во можност да доаѓаме место во среда, ќе дојдеме во четврток, затоа што тогаш правевме некоја работа каде што за еден ден покривавме 2 реони со еден возач. Значи, имавме и поголем обем на работа, бидејќи немавме доволно возила, со тоа што мислам дека и граѓаните го сватија проблемот. Во сите мои настапи тогаш им кажав дека и таков проблем имаме и се разбравме за тој проблем и мислам дека ќе е надминат и мислам дека во наредниот период јавно предпријатие и во овој период, во моментот кога разговараме, јавно предпријатие редовно оди, изнесува смет, со тоа што пак ќе излезам од контекст на целиот разговор, сметот никаде не е изнесен, оставен да не е изнесен. Меѓутоа, во моментот, заради овие субјективни, односно објективни причини, дојдовме во ситуација да мораме да ги помериме термините. Според динамичен план кој го имаме и кој е усвоен на Совет на општина Куманово. Тоа значи дека се уште не е доволен бројот на камиони со кои што располага предпријатието. Еден од горливи проблеми на сите јавни предпријатија во Македонија е тоа што ќе се ограничам само на нашиот град, бидејќи ние располагаме и одговараме пред граѓаните на општина Куманово за нашата работа, е тоа што приградските селските средини кои во минатиот период не беа во динамичен план и според закон за комунален ред не вршевме услуга во тие делови. Значи, во договор со председателите на местните заедници и во договор со сите заинтересирани страни во градежен реон, морам да повторам, одредени села и приградски населби веќе се под услуга на јавно предпријатие Чистото и зеленило. Додатно го зголеми обемот на работа на јавно предпријатие, меѓутоа тоа не е главен проблем. Проблемот е тоа што
јавно предпријатие со механизација, односно со камиони со кои располага, многу тешко може да ги извршува сите потреби, бидејќи морам да ви кажам дека динамичен план кој го имаме, го исполнуваме во целост. Меѓутоа, ако се случат 2 до 3 дефекти кои се и од поситна природа, кои бараат 1 или 2 дена дел да се сервисираат и така натаму, веднаш ни ствараат проблеми. И сега се наметнува прашање, добро, па што вие работите за да го и овој проблем кој очит за јавно предпријатие го надминете. Значи, бидејќи средства своји како јавно предпријатие и сила финансиска немаме, знаете дека и општина е под блокада, не сме во можност да и не сме добиле ништо од државата, значи од Република Македонија, никаква помош, за разлика од Скопје, Битола и така натаму, каде што преку разни министерства добија и камиони, и возила, и разни алатки за работење. Ние се определивме да во соработка со сите невладини и со сите европски организации и фондови кои може да помогнат за овој проблем на јавно предпријатие, со своји презентации, со своји проекти, успеавме да дел од проблемите ги решиме. Значи, добивме еден мал камион од јапонска влада, Исузу, кој е во употреба. Исто така очекуваме завршен тендер за до крај на следниот месец веќе да пристигнат и 2 поголеми камиони. Исто така очекуваме дека до крај на година да се заврши постапката која е водена од Европска унија за уште една автодигалка, значи за подигање на корпи. Со тоа јавно предпријатие може да дојде во некоја балансирана состојба околу потребите за да одговориме квалитетно на потребите на граѓаните на град Куманово околу изнесување на смет. Наредната година се надевам дека исто така ќе биде стабилна во однос на финансиско работење на јавно предпријатие. Планираме да земеме 4 до 5 мали возила, кои се некаде околу 10 до 12.000 евра отприлика според пазарна цена. Со тоа што мислам дека тогаш ќе го заокружиме целиот процес на екипирање, односно на собирање на сите целокупната сила во јавно предпријатие околу изнесување на смет, односно потребна механизација и возила кои се потребни за да можеме во наредниот период да одговориме на потреба на граѓаните. Со тоа што јас сум поборник на тоа да дојде време да еден камион имаме за еден реон, бидејќи ние во град Куманово според динамичен план и реонизација имаме 24 реони. И мислам дека во наредниот период ќе се стремиме да можеме да дојдеме до таква ситуација, со тоа што верувајте дека во првото подречје, односно централното градско подречје, одиме по 3 до 4 пати дневно, бидејќи има потреба, количини на смет се зголемуваат од ден на ден, градот расте, што е добро, меѓутоа и ние се кон тоа стремиме да можеме да одговориме квалитетно на сите овие задачи. Значи, целокупна слика ви ја дадов, што е проблемот, како ќе го решиме и како се стремиме да го решиме, бидејќи многу е лесно да каже купите, меѓутоа не можеме со своји средства, бидејќи се работи за милионски суми, еден камион кошта околу 150 до 170.000 евра и нонсенс е сега да размислуваме дека имаме сила за такво нешто. Се определивме на ваков чекор да ги добиваме и мислам дека тоа даде резултати и бенефит од целокупната наша активност имаат граѓаните на град Куманово. Веќе споменавте дел од моето следно прашање, дека дневно по неколку пати на иста локација собирате смет. Граѓаните имаат забелешки дека тоа се прави во попладневните часови. Што е проблемот? Дали треба повеќе да се работи на свеста кај граѓаните за на ова поле или како може да се надмине овој проблем? Бидејќи очигледно само во ноќните часови не е доволно. Секако да, според закон за комунален ред, тоа го практикуваат неколку града во Република Македонија, изнесување и депонирање на смет се врши во ноќните часови. Меѓутоа, замислете, контейнери кои ги празниме по 3 до 4 пати дневно во централното градско подречје, да не ги празниме воопшто. Во летниот период и во периоди кога е поголема температура, тоа ќе стане хаос во општина Куманово. Значи, во интерес на граѓаните, се одлучивме на ваков тип на работа, каде што и по 3 пати, по 4 пати влегуваме во сите овие
делови во централното градско подрачје и свесен сум дека има одредени проблеми бидејќи габаритноста на улиците, метежот во сообраќајот и сите оние активности на луѓето во дневниот период се големи. Мислам дека е подобро да имаме трпение минута, 2 или 5, него да имаме полни контейнери, да имаме смрдеа и да имаме се она што ќе ја и така сликата на град Куманово и проблеми околу нашата работа во тој дел, и мислам дека и тука ќе најдеме на разбирање од страна на граѓаните и дека подобро е да влегуваме, односно да направиме мал застој од 5 до 10 минути, него да имаме полни контейнери. Да. Покрај возилата, предпријатието дали располага со друга адекватна машина? Во кој дел? Во однос на, значи, во однос на опремата. Ние имаме ова сега што зборуваме во овој дел од разговорот, зборуваме за оддел чистота каде што располагаме со 17 автосметјари и со лесни возила кои се потребни исто така за носење на контейнери и на друга роба. Во дел на зеленило имаме механизација, грмни косачки, трактори, сите оние потребни алатки кои се потребни за одржување на градско зеленило, за одржување на паркови, за одржување на сите оние објекти кои се во програмата на јавно предпријатие чистота и зеленило. Да. Дел од граѓаните имаат забелешки за одржување на градските гробишта. Како се спроведуваат, кога се спроведуваат акциите, како е предвидено? Видете, градските гробишта ги одржуваме според одредена динамика, бидејќи имаме одел на градски гробишта и луѓе кои се задолжени за одржување на градските гробишта. Проблемот околу реакција на граѓаните беше што одреден дел на градските гробишта инфраструктурно не беше решен. За тоа што дел од инфраструктурата сведоци се дека беа асфалтирани патиштата, одреден дел од патишта, одреден дел каде што не беа во проектот на општина за асфалтирање, ги посипавме со асфалт, значи дадовме можност да и со коли, и со луѓето кои таму имаат своји гробни места, можат да дојдат и да не газат кал. Значи, тоа беше основен проблем. Имавме реакции, разговори со граѓаните и сите други работи околу тековното одржување одат во динамичен план, значи за изнесување на смет од градските гробишта, за чистење, за косење и за посебно за припрема околу верските празници. Сето тоа што го прифативме и свативме како забелешка од граѓаните, реагиравме, голем дел од овие работи ги средивме и мислам дека и во понатамошниот период градските гробишта ќе ги уплемениме со патишта и со сите оние инфраструктурни работи кои им се потребни на граѓаните на град Куманово. Заедно со општинската организација на СДСМ и Сдруженијето Кумановски акцијаши, изминативе неколку недели започнавте акција за чистење и уредување на местните заедници. Даваат ли резултат ваквите акции, кое е вашето мислење? Иако нели опозицијската ВМРО-ДПМН има обвинувања дека се работи за предизборен маркетинг. Така. 2010 година јавно предпријатие воведе една пракса каде што за подигање на свест на граѓаните на град Куманово, за давање допринос кон уредување на одредени градски површини, запуштени, и за се она што е инпут за да имаме почисто Куманово, организиравме акции, саботни акции, беа пропратени со телевизии, со провайдери, со се комплет и наидоа на многу позитивна реакција од граѓаните на град Куманово. Значи, ние уште не сме престанале 5 години да ги организираме и да ги спроведуваме тие акции, со тоа што секој е добро дојден и секоја организација, значи сме имале соработка и со невладени организации, сме имале соработка и со партии, сме имале соработка и со куќни совети, со председатели на куќни совети, значи и барање на граѓаните. Сме одговарали на барање на граѓаните. И не гледам ништо лошо во тоа што писмено се обрати партиската организација на СДСМ
им предочивме каде има потреби и каде имаме според наши тековни планови да се организираат акции, се приклучи заедно со кумановски акцијаши и сите што субјекти политички, невладини, куќни совети кои ќе се обратат до јавно предпријатие се добродојдени во сите вакви акции, а придонес за сето тоа е да Куманово биде или тие делови каде што ние ги чистиме и одржуваме или ги даваме допринос за да бидат почисти, биде почисто и побаво. Значи, една добра работа каде што сите партии и сите луѓе се добродојдени и ги прифаќаме сите како добродојдени и мислам дека нема ништо лошо. Сме имали со ВМРО ДПМН соработка, сме имали на тоа поле, сме имали со други партиски организации, со ЛДП, со НСДП, со ДУИ. Значи, тоа е, впрочем, и дел од нашата работа да со таков пример помогнеме на граѓаните на град Куманово или на одредена групација на граѓаните на град Куманово за почисто Куманово. Пред неколку месеци беше подпишан договор со фирмата Пакомак за селекција на отпадот во градот. Мислам дека веќе има доставено и некои садови во вашето предпријатие, но се уште не е започнато. Така. Имплементација на тој проект каде што општина Куманово, јавно предпријатие и Пакомак подпиша договор за соработка за примарна селекција на отпад. Не е почната од прост разлог што ние чекаме дозволи од Министерство за екологија. Значи, изработивме проект, дадовме проектна документа, ни беше прифатена од Министерството како квалитетна и добра, со тоа што во летниот период очекувавме посета од Министерството, каде што треба да ни дадат дозвола за да можеме да го имплементираме целиот проект. Одредени фазни потреби, значи, кои јавно предпријатие во моментот не ги поседува, ги преку разни проекти, кои учествува во разни проекти, и недостатоци ги отстрануваме во овој период. Значи, потребно е да има камери на депонија, потребно е да се обезбеди простор од неколку десетини илјади квадрата, ограден со ограда која е невидлива и така натаму, во висина од 2 метри. Сето тоа ни представува еден исчекор за да можеме да го средиме сето тоа, како би, кога би дошла таа комисија, би одговориле на сите потребни работи кои се потребни за да не ги дадат сите потребни дозволи. И после тоа е полесниот дел од работата, значи имплементација на целиот овој проект, поставување на контейнери и пластични се пред се контейнерите на локации каде што се одредени од секторот за урбанизам во општина Куманово и почнување со проектот на примарна селекција на отпад. Значи, во фаза сме на добивање на тие дозволи, морам да кажам дека измина подолг период, меѓутоа таква е процедурата и за сознание на граѓаните на град Куманово, година и пол до 2 години чека град Скопје да добие таква дозвола, нема уште. Ригорозни се законите за комунален ред во тој дел и мислам дека сме на добар пат да ја добиеме, оптимизам дека ќе ја добиеме и секако дека после добивање на сите дозволи, бидејќи незаконски е без дозвола да работиш, да можеме да ги имплементираме се она што го подпишаме со Пакомак. Жителите на улицата Андја Ранковиќ во населбата Перо Чичо прашуваа дали откако улицата доби асфалт ќе биде решен и нивниот проблем со изнесување на смет. Во Андја Ранковиќ одевме со некои возила кои беа од помал волумен. Одговаравме на потребите на граѓаните од тој дел многу тешко, бидејќи знаете дека инфраструктурно не беше решено, меѓутоа во договор со председателот на местната заедница Андја Ранковиќ и дел од проблемите им ги решававме, меѓутоа одевме по црни патишта, немаше пат изграден и така натаму, со тоа што после решавање на овој инфраструктурен проблем веќе одиме редовно во овој дел на Куманово и мислам дека е и ставене во динамичен план и редовно ќе се изнесува сметот во тој дел. Вие сте председател на Сојузот на спортови. Изминатиот период и повеќе клубови реагираа дека најголем дел од средствата се одвојуваат за кошарката. Оваа година како да е промената состојбата и дали има нешто ново на тоа поле?
прашањето кое ми го поставувате и дилемата која ја отварате е некоја дилема која имаат сите граѓани на град Куманово и јас како претседател на Сојуз на спортовите. Меѓутоа, првин морам да кажам дека работиме според програма која е усвоена од Советот на општина Куманово и отчет даваме за сите потрошени средства. Еве четврта година каде што сите наши активности се усвоени од Советот на општина Куманово и програмите кои ги предлагаме. Општински сојуз на спортови минатите години имаше 600 до 800 илјади месечен буџет. Значи 2009-2008. Последните 4 години со експанзија на спортот и враќање на она што кумановци го имаат спортскиот дух и интерес за спортот пред се и за младите луѓе, имаме програма од 18 милиони. Меѓутоа тоа се не е доволно за развој на спорт. Тука можам да кажам дека во прашање се лоши закони за спорт, недокажани и ред други работи кои би требало да со законски измени одат во интерес на пред се материјалните вложувања на одредена групација на луѓе, на бизнисмени, на заинтересирани луѓе за спорт, за да можеме овој проблем да го надминеме, бидејќи секогаш ќе има проблем, бидејќи интересот е многу поголем од средствата. Тоа е првиот проблем и круцијалниот проблем за решавање на сите проблеми на сите клубови кои дел се членки на Општински сојуз на спортови, дел не се. Значи, ние како Општински сојуз на спортови за сите спортови, значи во Куманово, каде и членуваат сите тие клубови, можеме и сме должни да ги спратиме нивните резултати. Меѓутоа, резултатите, квалитетот на резултатите се задолжение на управите на тие клубови. И можам да кажам со гордост дека во овие последни 3 години спортот во Куманово и надпреварувачите и од екипните и од поединечните спортови бележат видни резултати во Република Македонија и вон од Република Македонија. Сето тоа е поддржано од Општински сојуз на спортови, значи сето тоа е и финансиски и организационо поддржано од наша страна. Со тоа што успехот и заслугата се на клубовите, значи велосипедистите, атлетичарите, шахистите, и во други спортови кои се помалку атрактивни за гледачите. Сведоци бевте дека пред 2 дена женскиот ракометен клуб играше во меѓународно надпреварување, бидејќи стана 4-ти во прва сојузна лига со екипа од Мадрид, што е огромен успех за овој клуб и за управата и за сите нас во Куманово. И тој настан и сето тоа и материјално го испративме, односно помогнавме на женскиот ракометен клуб. Возобновениот машки ракометен клуб се надпреварува во прва лига, меѓутоа сето тоа не е доволно, бидејќи средствата кои се потребни се многу големи. Законите за спорт, за жал, не одат во прилог на некој инпут кон оние луѓе кои сакаат да дадат допринос за спортот, бидејќи во сите развиени држави во Европа и во светот дел од вложувањата имаат ослободување од даноци, ослободување од сите оние давачки и сите оние средства кои треба по некои законски рамки да се исплати на државата, одат во развој на спортот и се ослободени. Кај нас уште тоа нема случајно. Има некои најави дека ќе има такви измени во спортот, што ние како Општински сојуз ќе го испратиме со задоволство, бидејќи ќе оди во прилог на развој на спорт во општина Куманово, а и во Република Македонија. Со тоа што кошарката, морам да кажам, дека е спорт број 1 во Куманово, бидејќи не е тоа моје субјективно мислење, меѓутоа тоа е факт. Сведоци сте дека на последниот надпревар во финалето на Суперлигата салата беше мала. А имаме една од најголеми спортски сали во Македонија. 5,5-6 илјади луѓе беа внатре и мислам дека 1000 до 1500 беа надвор. Мечот не можеше надпреварот да почне, бидејќи се створи таква влага од голем број на луѓе и моравме да чекаме, односно мора да чекаат делегатите и судиите 45 минути до сад време за да може да се стабилизира температурата. Значи, се она што ги интересира граѓаните на град Куманово, а тоа е масовна појава во Куманово, ние како Општински сојуз на спортови, без разлика дали се работи за фудбал, кошарка, ракомет
и други екипни и поединечни спортови, во склад со нашите можности ќе помогнеме и ќе ги спратиме сите тие работи и материјално, финансиски и организациони. Значи, еден од тие спортови и кошарката, 4 до 5.000 луѓе секогаш неорганизирано со автобуси доаѓаат сами на тие збиднувања, односно на надпреварите, и мислам дека според некои мои скромни сознанија екипата на Куманово 2009 една од најсиромашните екипи во Република Македонија според буџетот. Со тоа што и Општински сојуз на спортови и општина Куманово го покриваат некаде околу 60 до 65%, а 35% се од средства на приватни стопанственици, на луѓе кои го сакаат спортот и кои учествуваат со своји средства, како би можело се ова што е проект Куманово 2009 да остане да живее, да се надпреварува во прва лига и интересот на граѓаните, а пред се спортот е во интерес на граѓаните да можат да доаѓаат на надпреварите на Куманово. За крај наближуваат изборите, какви се вашите политички амбиции? Има еден италијански писател кој и една приказна, тоа е која напишал, се вика Девети спрат, и дошол некој од пациентите, тоа е некоја како болница, и прв спрат најтешко, најлесно болни, стигнал до Девети спрат на крајот на приказната. Значи, Република Македонија се наоѓа на последниот спрат на, ако можам да кажам, според сите оние работи кои се беа случени и во дел на образование, во дел на здравство, во дел на социјална заштита на граѓаните, значи Република Македонија е на најниско ниво на сите сегменти. Јас како човек би сакал сето тоа да биде променето, да оди во нагорна линија, да не постојат богати многу и многу сиромашни, бидејќи тоа е вистината, да не си одат младите од Македонија. Секогаш ќе дадам допринос за да можеме да ги задржиме младите, секогаш ќе дадам допринос да може пред се ова наше Куманово да биде убаво место за живење, а и Република Македонија да стане држава каде што ќе се почитуваат људските права, каде што ќе има закон, каде што ќе има ред, бидејќи сведоци сме дека кај нас многу малку е тоа на ниско ниво, и политичка криза и се она што ни се случува во државата е на многу ниско ниво, и критики кои ги трпиме од сите и од меѓународна заедница, и сме проблем. Јас мислам дека ќе бидам среќен ако сето тоа се надмине, ако Македонија оди кон прав пат, и сакам да учествувам во сите тие процеси и како човек и како граѓанин, и колку можам ќе влијам, колку можам ќе давам допринос, а многу ирелевантно е кој што ќе биде и кога ќе биде и како ќе биде знаењето и квалитетот, односно критериумите за квалитетот во Република Македонија мора да дојдат на прво место, а се она што е некој популизам и сите оние работи каде што се без критериум да се тргнат на страна и да обезбедиме за наши поколенија, за наши млади луѓе убаво место за живење. Господине Петрушевски, ви благодарам што одвоивте време и што бевте гостин во нашата емисија. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.